Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден за мојот гостин, професор доктор Тодор Арсов, професор по медицинска генетика. Веќе ве најавив на вестите и веќе кажав што е првата тема, секојдневните шокови што ги преживува македонската јавност, семејното насилство. Сега има различни информации, шпекулации, но апелите остануваат. Здравствените работници мора да пријавуваат сомнежи за семејно насилство. Добар ден, Ива, фала на поканата да бидам гостин повторно во вашата емисија. Се разбира дека овој настан не вознемири секој еден од нас и не би требало да се случуваат. Секако се придружувам кон апелот да се пријавува кога има сомнеж за нешто вакво во семејството. Јас знам од соработката со колегите од педиатрија повеќе од детската клиника дека по некој пат вистина се јавува сомнеж за нешто вакво и знам и за случаи кои што биле пријавени. Сега тоа не е доволно, се разбира дека мора и институциите на државата својот дел да го одиграат за вакви немили, несреќни, вознемирувачки трагедии да се избегнат. Но сакам да кажам дека можеби и нешто друго треба да се размисли, а тоа е дека ако да се искористи, ако можам така да кажам, овој момент, да можеби се покрени некоја поформална програма во која што можеби од Министерството за социјална работа или центрите за социјална грижа можеби би составиле некаков програм и модул и би поминале низ болниците, установите каде што работат здравствените работници, да не подсетат кои се знаците, кои се механизмите, кои се обврските, да кажеме, според законот и правилата, така што да не остане уште една трагедија од која што не научивме ништо, односно не превземавме ништо за да спречиме да се случи повторно. Да не биде во множина, кога велите не направивме, не сторивме ништо, сепак институциите се знае каква работа има и каква професија, обврски има, конечно, за тоа се зема и плата. Се разбира, но секако сите сме ние дел од тоа општество и тие институции се производ на нашето општество. Јас мислам дека додека секој еден од нас не почне да мисли дека ова е наш проблем и наша одговорност на секој еден од нас, промени нема да има. И да создава промени, Добро, она што е една од вестите денеска е дека Министерот за здравство Алију најавува конечно, постојано се најавува, но конечно сега целосна дигитализација, со упати, со сите документи, освен рецептите кои се веќе дигитализирани, можеби сите не се, но нема веќе да имаат луѓето такви папки и книги како да одат во библиотека да учат, туку одат да се лечат. Тие слики изгледаат како во западно-балкански филм од 50-тите, 60-тите години. Македонија навистина заостанува премногу, па и во регионот, можам слободно да кажам во овој контекст. Јас го познавам системот во Хрватска релативно подобро и вистина е подобар и по-развиен, доста по-информативен од овој наш мој термин. Јас лично немам пристап во мој термин и не работам со мој термин, но ја поздравувам ова, да кажем, иницијатива, реализација на истата, бидејќи сметам дека ќе олесни работата и на лекарите, бидејќи ќе имаат понепосреден увид во комплетната документација, а и за пациентите можеби ќе се малку смениме, ние сакаме испечатени хартии, сакаме со папката да дојдеме и има нешто и во тоа, знаете, кога ќе ги пролиста човек резултатите, по некој пат е поинаку отколку кога ги гледате на екран. Нешто мислам исто така тука што би требало да се размисли или да се има во предвид, не знам какво е решението, може би има, но е интеграцијата или каков ќе биде разговорот на тој дигитален систем со приватното здравство, бидејќи ние знаеме во нашата држава имаме значителен здравствен приватен систем, каде што многу од пациентите добиваат услуги и ваму и таму.
Да, ќе биде добро да може тоа некако да разговара, чисто затоа што... Па предпоставувам ќе и функционира и во приватното здравство и некој би немало логика. Се надевам, да. Се надевам дека ќе биде така, бидејќи не знам дека е тоа... Знаете, мој термин, например, е случајот во јавното здравство, јас колку што разбирам. Така да ова треба да се земе во предвид за да имаме покомплетен увид во ситуацијата. Инаку не би функционирало точно. Да. Би било делот во јавното здравство во електронскиот систем, а рестото би било пак на некаква печатена хартија. Форма. Добро, ајде околу ретките болести, минатата недела веќе беше обележен оној меѓународен ден на ретки болести. Како ги дефинирате ретките болести? Има некаква заедничка дефиниција? Заради тоа што останува збор се разбира за различни болести, но заедничко зошто тие се ретки? Да. Предпоставам во дефиницијата тоа е сршта, суштината. Па видете, во дефиницијата е базирана на бројки, на математика и во различни, се разбира, светот е комплексно и големо место, во различни јурисдикции, да кажеме, во различни региони на светот, ретката болест е дефинирана на различен начин. Например, во американските држави, Соединети, можеби ако има под 200.000 пациенти од определена болест се смета за ретка, ако во Европа еден под 2.000 луѓе ја имаа таа болест, се смета за ретка. Зависно од бројот на популација. Да, но на крајот се сведува на нешто тука, од прилика околу под 1 на 2.000, под 1 на 2.500, тоа би била ретка болест. И во тој контекст има и подкатегорија на така наречени ултраретки болести, кои што се со честота во популацијата под 1 на 100.000. Кои се ти ултраретки болести? Па видете, тоа се болести на кои што по некој пат и допрва им го измислуваме името и ги кажуваме како болест поврзана со определен ген, за кој што може би има 5-10 пациенти на планетата. Ние имаме и во нашата земја, например, диагностицирани пациенти кои што се третиот биле или петиот случај во историјата. Во така светот. Што постојано има и нешто ново, така што многу од овие болести всушност немаат ни име кое што би било разбирливо за. Кажавте определен ген, го спомнавте определениот ген кој има корелација со ретката болест. Тоа значи дека се генетски има генетски предиспозиции за тие болести. Да. Видете, од ретките болести можеби околу 3/4 или нешто така се со моногенска етиологија, да кажеме, односно се причинети од генетски промени во единечни гени и се наследуваат на некаков предвидлив начин. Се очекува дека ќе бидат наследани. Се подразбира? На определен начин, да. Се подразбира? Па не секој пат. Добро. Еве да оставиме за наследувањето можеби малку понатаму. Добро, важи. Но да, значи преостанатата четвртина од ретките болести не се од овој вид, односно не се предизвикани од единечни гени, се покомплексни болести, кои што може да имаат определена генетска предиспозиција, да кажеме ако е некој од ретките автоимуни болести и така натаму, и тие имаат определен генетски наследен придонес, но не на оној начин како што се, например, еве не знам, хемофилијата, цистичната фиброзна, болести кои што се предизвикани од промени во еден ген. Добро. А зошто се ретките болести ретки? Има кое е објаснувањето на науката? Да, ова е многу интересно прашање. Ние, знаете, во нашето физичко постоење, нашето тело е манифестација на генетската информација која што е содржана во секоја една од нашите клетки. И во текот на еволуцијата, да кажеме, нештата се наместени така што во едно тело се да функционира оптимално. Но не совршено се разбира. Се разбира, затоа старееме и тука, и така. И тука влетуваат ретките болести, конечно, тој ген. Да, кај ретките болести проблемот е што тие засегнуваат нешто што е толку битно во функцијата или во структурата на телото, што е практично на граница на преживувањето. Така што ова се големи отстапувања, да кажеме, од она што е вообичаено во анатомијата и физиологијата, во тоа како телото е направено и како работи,
И ова еволуцијата го гледа. Така што најголем дел всушност од тие случаи, да речеме, завршуваат или можеби како некаков проблем во создавањето на самите полови клетки, или можеби во многу раната фаза кога јајцеклетката и сперматозидот ќе се спојат во првата оплодена клетка на новиот организам, во ембрионот, во фетусот, понатаму можеби ќе ја видиме како изгубена бременост болеста. Така што оние луѓе кои што всушност ќе се родат и имаат некаква ваква ретка болест, всушност често пати представуваат до граница до каде всушност може да се преживее и од таму произлегува реткоста на овие болести. Знаете, често пати овие болести и не се наследни, ме прашавте преска, затоа што овие луѓе немаат способност да се размножат, така што нови генетски промени е моторот кој што ја одржува честотата на болестите во популацијата. Например, знаете, ако еден човек има шеќерна болест, тип 2, таа обично се јавува веќе откако е репродукцијата завршена и така натаму, ништо не ја засегнува честотата на таа болест. Меѓутоа, знаете, ако е болеста летална пред пубертетот, се разбира дека нема да видиме наследени форми од таа болест. Во бременоста, заради тоа што го спомнате тоа, може да се детектираат ретките болести? Па видете, ние напредуваме со технологиите. Сега говорите за светско ниво, не за Македонија. Па ние не заостануваме, ми се чини многу далеку во однос на диагностичките можности, ние заостануваме во однос на организацијата, да кажеме, на системот на генетска здравствена заштита, ми се чини на мене. Добро. Но во принцип во текот на бременоста постојат определени стандардни програми кои што ја следат здравствената состојба, да кажеме, на бебето и меѓу другото може по некој пат да се детектираат и вакви работи. Например, ако има значително отстапување во анатомијата на телото, тоа ќе се види на ехо, па по некој пат тоа можеби ќе тригерира генетско испитување кое што ќе ја даде диагнозата. Вие знаете за почестите генетски болести кои што се од хромозомска природа, например Дауновиот синдром, постои програма скрининг, секоја бременост се нуди можност да се скринира за ова болест. Зошто се нуди, а не е задолжително? Па видете, ние не можеме човек да го задолжиме да прави некаков скрининг. Човекот прави скрининг ако сака. Затоа што нели ништо не кажува на крајот на криштата, ако имаме бременост која што е засегната со Даунов синдром, дека треба да постапиме на некој начин конкретен со таа бременост. Одлуката е на родителите и во тоа е, да кажам, оваа вештина и уметност во генетското советување и праксата на клиничката генетика да им овозможиме на луѓето да донесат одлуки кои што се во согласност со нивните вредности, животни околности и така натаму. Но да се вратам на прашањето што го поставивте, значи во нашата земја има стандардни скрининг програми кои што тестираат некои работи, но се разбира дека не е можно да се детектира се. Примената на овие нови технологии, да кажеме цел екзом или цел геном во пренатален контекст е едно многу комплексно прашање и заради бројот на бременостите годишно, да кажеме 20.000 или еве сега за жал намалени на 15.000 во нашата земја. Знаете, тоа се невозможен интензитет на работа и во светски рамки не функционира таква, да речем, некаква програма која што би можела сите тие ретки болести да ги детектира во текот на бременост. Добро, ајде околу генетските предиспозиции, почнавте да говорите околу наследноста и шансите да се наследи. Велите заради тоа што, како рековте, не се множат, зошто? Моето прашање е зошто? Кога зборуваме за болестите, вклучително и болестите кои што имаат генетски придонес, всушност зборуваме за еден спектар, каде што на едниот крај на спектарот се наоѓаат болестите како хемофилија, цистична фиброза и така натаму, кои што се воглавно предизвикани од промени во еден единечен ген. Тие ги нарекуваме моногенски болести, предизвикани од единечен ген и се наследуваат според правилата на опишено уште од таткото на генетиката Грегор Мендел на некои од начините. На другиот дел од спектарот се наоѓаат
честите болести, да кажеме како зголемен притисок, шеќерна болест и така натаму. Ке ме прашате за дебелина, рековте, ова се во тој дел би биле и најголемиот број случаи, да кажам, на дебелина, каде што не можеме ние да идентификуваме една генетска причина која што ја предизвикува таа болест, туку таа болест веројатно се должи на комплексна игра на поголем број на гени, ама промени кои што имаат многу мал ефект и плюс надворешната средина, така што во таа игра се јавува почестата болест. Така што тоа е, да кажем, разликата помеѓу ретките и честите болести. Помеѓу нив се разбира дека има спектар, каде што може би не е еден и почнуваме се повеќе да учиме 2 или 3 гени, значи не стотина или илјадници, каде што надворешната средина влијае повеќе или помалку на болеста. Еве пак да ја кажеме дебелината, каква форма и на дебелина да е, надворешната средина, исхраната игра улога. Ако го ограничиме внесот на калориите, болеста нема да ја видиме, нели така? Да. Има генетски предиспозиции, веќе кога сме кај дебелината, да ве прашам? Да, и честата форма на дебелина, да кажеме, најголемиот процент, над 90-95%, се должи на вакви комплексни многу фактори во игра, а мал процент, може би околу 5% или нешто така, се должи на некаква едногенска, да кажеме, причина, каде што имаме конкретна генетска етиологија, да кажеме, и тие би спаднале во групата на ретки болести. Да. Но секогаш не е дебелината, значи генетски. Не генетски на овој начин на кој што зборуваме за нешто генетски наследно, каде што може да се предвидува на конкретен начин како би се наследувала, да кажеме, таа болест. И исто така да кажеме дека кај овие поретки едногенски форми на дебелина, тие по некој пат може да бидат изолирани, се јавуваат само како дебелина, но по некој пат може да бидат и во склоп на покомплексна, да речеме, клиничка ситуација, синдромска, така наречена презентација, каде што може да има и други дополнителни симптоми. Да. Алергиите, дали се генетски предодредени? Во основа, поголемиот дел од болестите, вклучително и алергиите, имаат некаква наследливост. Значи, наследниот фактор игра определена улога. Но најчесто тоа не е на начин на кој што може да се предвиди, односно со некаков генетски тест, да речем, да се диагностицира. Така што кај алергиите ние и понатаму во диагностиката работиме феноменолошки, се обидуваме да покажеме дали постои кој е факторот кој што ја тригерира, кој што ја отпочнува алергијата, некаков алерген, дали од храна, дали од воздух, нели, облека, детергенти и така натаму, хемиско средство од средината. Лекови. И како да ја лекуваме, но да речам такви форми на имунолошки болести кои што се генетски наследни на едногенски начин постојат, но се релативно ретки и тие спаѓаат во групата на ретките болести. Алергиите? Па не алергиите, но болести кои што се слични на алергиите, кои што помеѓу другото може и да имаат некои слични препокривачки симптоми со обична алергија. Добро, околу лекувањето и проблемите со лекување во Македонија, значи ова е клучното прашање. Заради тоа што проблемите со лекување секојдневно ги гледаме, не само кај пациентите, кај луѓето со ретки болести. Да. Видете сега, со лекувањето на ретките болести, проблемот е што мислам дека е тоа прашање поставено на начин на кој што се бара одговор поврзан со лек. Некаков лек, апче или нешто што се инјектира, кое што вообичаено кошта значителна сума и така натаму. Тоа не е прашањето всушност кај ретките болести. Бидејќи ние имаме можност за такво лекување кај само мал број на ретки болести, всушност мал број од пациенти кои што боледуваат од ретки болести, еве да кажеме 5% или помалку, а за најголемиот дел од овие ретки болести, всушност причинска некаква, да речам, терапија која што делува на механизмот поради кој што се јавува болеста, немаме. Така што во најголемиот број на случаи лекувањето
е нешто сосема друго. Поддршка од, да речем, здравствениот систем, во смисол на работа со логопед, работа со физиотерапевт, работа со специјален едукатор, психијатар, психолог, да кажеме, и ова се всушност горливите проблеми во нашиот здравство. Едно заради тоа што овие специјалности се доста ограничени, услугите многу често, односно речиси никој пат не се покриени од здравствениот систем, овдека не се работи за еднаш да отидете на физикална или 2 пати, туку нешто што треба да биде редовно и со години, така? Ако излезете надвор од главниот град, се подразбира дека ова може и специјалноста воопшто да ја нема. И сега ние имаме многу универзитети, например, во нашата земја и државни и приватни и секакви, но овие дисциплини како да не се интересни, иако што се тие кои што, мислам, не се интересни ниту за институциите да ги нудат како програми, а веројатно студенти би се запишувале, не знам, но мислам дека тоа е нешто кое што, да речем, прави недостаток на работна сила, и вие знаете дека и во нашиот закон е кажано дека секое дете со ретка болести, со интелектуална попреченост има право законско на специјален едукатор кој што ќе помага околу образованието, но заради недостаток на тој кадар, всушност луѓето не можат тоа да го реализираат тоа право, да кажеме. Така што тоа нешто е, мислам дека работната сила во овие дисциплини би требало да се размисли како да се зголеми. За генетско советување и клиничка генетика се разбира дека такви некои програми треба да се воведат, ги нема за жал во нашата земја. Но исто така и сите овие сервиси и здравствени услуги треба да се децентрализираат, бидејќи знаете, голготата на пациентите што треба од Охрид да дојдат во Скопје за 1 час некаква, да речам, терапија или диагностика и така натаму, бидејќи ништо тоа не е достапно, еве ако не е во Охрид, ама барем во Битола, како центар на на Западна Македонија, или еве, например, во Штип, како центар. Ништо значи не е достапно. Па мислам дека е многу малку достапно, не можеме да кажеме ништо, но најголем дел од работите се одвиваат во... Знаете, дури и до лабораториската диагностика ние немаме механизам патронажен каде што може на некого да му се земе крв во Охрид и крвта да поплатнето да дојде во некоја лабораторија, еве во терциерното здравство, ако е поспецифична анализа, не знам. Како тоа не може да дојде? Еве, не знам. И знаете, и сега луѓето и за некои мали такви работи, нешто што во крв се испитува и така натаму, често пати мораат да патуваат и е проблематично за луѓето од внатрешноста. Тоа патување, често пати зимно време, доваѓаат до болницата, знаете, редот, или нередот во чекалните и така натаму. Ние имаме некаков систем на закажување и тоа е во ред. Меѓутоа, знаете, кога овие често пати знаат да бидат многу големи предизвици во семејството, со кои што луѓето многу тешко се справуваат на дневна основа. Едниот од родителите многу често, мајката останува всушност без работа и станува нели лице кое што се грижи за, да речеме, еве своето дете. И се судираат со овие проблеми во чекалната каде што чекаат пациенти со сите други малку и можеби, сега знаете, секој кога има проблеми, кога бара внимание има проблем, но сакам да кажам во балансот на нештата и како тоа светот го решил е со формирање на така наречени центри на извонредност, да кажеме, или специјализирани мултидисциплинарни екипи, каде што, еве, например, ќе го кажам примерот за дишановата мускулна дистрофија, бидејќи тоа е подрачје кое што го знам подобро и во практика. Например, ако има 60 на пациенти со оваа болест во Македонија, зошто тие треба да се борат на секое едно доаѓање за редовните контроли еднаш-два пати годишно, треба да се направи општ преглед, треба да се сними срцето, треба да се направи спирометрија, како се одржува мускулатурата и евентуално некои дополнителни услуги. Зошто тоа, например, да не е секој прв понеделник во месецот е амбуланта за, пример, дишенова мускулна дистрофија. Ако се 60 пациенти,
по 10 да доваѓаат во тој прв понеделник, вие по 2 пати годишно ќе ги видите. Но тогаш и институцијата е организирана. Сите тие нешто се на едно место. Знаете, овие пациенти се често немобилни, во количка, од еден на друг спраат по нашите апарати, па ако треба во друга зграда, се е тоа многу комплицирано, а сме го виделе во светот дека може да со малку организација, ако дојдат лекарите на едно место, да кажам, и се овозможи нешто вака, би било многу едноставно. Јас ова, например, сум го кажувал како идеја, дури и во состаноците на Сдруженијето на пациентите со мускулни дистрофии и така натаму. Меѓутоа, еве, тешко е. Никој не ве слуша. Па не, тие слушаат, тие најмногу слушаат. Не, никој не ве слуша од институциите, односно од представниците на институциите. Епа сега ми е интересно ова што го кажувате и благодарам на телевизијата што ни дава можност, еве, на луѓето кои што имаме нешто да кажеме, бидејќи неретко во редовниот живот се судираме со зидот, епа, фала Богу, вас никој не ве прашува. Да, никој не ве прашува и не го интересираат решенија заради тоа што не го интересираат граѓаните како живеат. Во нечовечки, нехумани услови се лечат. Па добро, сега не може би толку драматично, но мислам дека... Па ви гледаме за онкологија, например. Да, сега јас сакам да сум поумерен и мислам дека има начин, но треба да се некако, да, општеството да се заинтересира, особено во овие групи ранливи категории. Знаете, зборуваме најчесто за деца, 3/4, 2/3 од ретките болести се манифестираат во детска возраст, доста од нив во многу рана детска возраст. Другите кои што не се во детска возраст, во возрастна возраст, добар дел од нив се, ја спомнавте, онкологија, така пациенти со наследни канцер синдроми. Тоа, например, во организирани системи кои што пребројуваат како им се зафатени часовите на одредени специјалности, например, пола од клиничка генетика, пола од времето во клиничка генетика се поминува денес со наследни канцер синдроми. Ние, например, воопшто не ни имаме амбуланта за пациенти со висок ризик, затоа што не е само пациентот, туку се и членовите на семејството, кои што се можеби пред симптоматски носители на определена болест и така натаму. Нема превентивно здравство, тоа е така што мислам дека има многу простор за унапредување и мислам дека со малку, ама со желба. Знаете, јас имав еден професор кој што кажуваше, професор Мирко Спировски, кој што кажуваше како негова професорка и мене ме учела, професорката Карговска Клисарова Аница од анатомија, му кажувала: Мирко, сите сме ве учели исто, ама некои слушале различно и некои си има терач. Знаете, треба терач да си има, ние треба да ги препознаеме луѓето што сакаат, што имаат терач и да им дадеме можност да направат подобро за сите, нели? Да. Добро, на крај сме. Јас благодарам што бевте гостин во Аргумент, докторе. Еве уште еднаш благодарам за можноста да поразговараме на овие интересни теми. Се надевам некој ќе не слушна. Да. Благодарам што не гледавте. Пријатно.